Од 5 до 8 јуни Скопје ќе пулсира во ритмот на спортот, во ритмот на фудбалот и ќе се одржи еден голем фудбалски настан за сите млади, за сите деца кои што се занимаваат со фудбал. Од 5 до 8 јуни во спортскиот комплекс Дупки во населбата Драчево по втор пат оваа година ќе се одржи Александро Куп. Ова утро ќе разговарам со организаторот на овој куп, кој што навистина ќе биде вистинско спортско уживање за сите млади, за сите деца, па и за нивните родители и секако за нивните баби и дедовци, со Филип Спасевски, кој што е тренер во фудбалската академија Александра. Филип, ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за второто издание на Александро Куп, кој што оваа година прерасна некако многу брзо, многу поголем стана токму купот. Како се решивте да организирате или како се роди потребата за да направите еден ваков куп кој што ќе ги собере буквално сите млади од земјава на едно место? Така, како што напоменавте, ова е второ издание на Александро Куп. Значи, во првата година од нашето основање на Александро Академија организиравме еден пробен помал турнир со 16 екипи, кои што помина повеќе од успешно, беа задоволни и децата, и тренерите, и екипите, и родителите. Тоа беше добар предзнак за оваа година да се нафатиме на некој многу поголем чекор, на многу помасовен, со многу повеќе екипи и учесници турнир кој што ќе се организира во спортскиот комплекс Дупки во Драчево. Имаме околу 60 на екипи од земјава и од странство, значи оваа година за разлика од лани ќе биде и меѓународен овој турнир, имаме екипи од Бугарија, од Србија и од Косово. Така, 4 дена, за разлика од лани, нели, оваа година како се прошири масовноста, така се зголемија, нели, и деновите, што поточно ќе содржи, односно што ќе се случува тие 4 денови. Така, мораше да се тоа да биде во 4 дена, бидејќи ќе имаме голема масовност, значи преку 700 деца ќе продефилираат кои ќе играат фудбалски надпревари за овие 4 дена. Рачунајте, сите тие деца ќе имаат родители, баби, дедовци, како што кажавте, значи се очекува преку 2.500 луѓе во тие 4 дена да продефилираат во спортскиот комплекс. Зашто се решивме да го прошириме турнирот? Што ќе се случи на турнирот? Да, ќе биде пред се, значи фудбалот е на прво место, меѓутоа не ни е целта само да се играат надпреварите и да завршат надпреварите да се оди дома. Значи ќе имаме целосно организирано и фуд корнер, каде што ќе има сите тие што ќе чекаат измеѓу такмици тамо да имате да седнат и да се напијат сокче и да јадат. Ќе имаме реквизити за сите оние кои што ќе имаат помали братчиња, сестричиња, додека ги гледаат надпреварите родителите, да имаат каде да се играат. Ќе имаме спремно и музика и ќе биде целосен настан не само фудбалски, туку да има анимација во текот на целиот ден и сите што ќе дојдат таму да можат да се забавуваат и да им биде интересно во текот од утрото до попладневните часови додека заврши последниот надпревар. Да, верувам дека не е ни најмалку лесно и едноставно да се организира еден ваков куп, особено кога имате 60 досега пријавено екипи. Оно што ќе се случува првиот ден е не само фудбал туку, односно ќе има, нели, и спортски игри, па кој еве може да се пријави да учествува на тие спортски игри? Така. За првиот ден планирано е да надпреварите, официјалните надпревари за сите овие генерации кои што се пријават ќе почнат од 6 јуни од вториот ден. Првиот ден е планирано отварање на турнирот и ќе има ревијални надпревари за најмалите генерација 2019 и ќе имаме индивидуални игри. Минатата година се разликувавме од другите турнири каде што вметнавме нешто плюс индивидуални игри, каде што видовме дека беа одлично прифатени од сите деца и сите што учествува, беше доста интересно. Така што решивме оваа година во првиот ден да бидат тие индивидуални игри. Секој кој што сака, значи не мора ни да е учесник на турнирот, значи од страна може да се пријави на линкот на нашата официјална инстаграм страна Александро Куп 2025 или на нашата страна на Фудбалската академија Александро. И може да се пријави во соодветната генерација, значи не мора ни да биде ни учесник на турнирот. Сите тие кои што ќе бидат учесници веќе се информирани за ова, така што имаме доста пријавени за сега за индивидуални игри.
Да, еве оние кои што сакаат на некаков начин или да се вклучат и да бидат спортски активни, можат нели на 5 јуни да бидат дел од спортските активности и спортските игри кои што се дел од Александро Куп. Минатата година за прв пат го организиравте како млада, како тазе школа. Кажавте дека потребни се вакви настани за особено за децата, каде што ги собираат буквално сите повеќето генерации, но и повеќето школи од цела Македонија. Колку е битно и значајно децата да учествуваат на вакви купови, на вакви надпревари и колку е од големо значење за нив да се организираат вакви настани? Па видете, многу битна работа. Ние исто покрај нашиот турнир гледаме да учествуваме на што повеќе турнири, дали во земјата, дали во странство, бидејќи на сите тие турнири има доста силни надпревари, има многу надпревари кои што ги играат во еден викенд, например, ќе има надпревари по 6-7 надпревари што ќе ги изиграат во 3-4 дена децата. Покрај тоа ќе запознаат многу нови другарства, значи дали ќе биде од тука, дали веќе се знаат со некои деца, дали ќе створат некои другарства со некои дечиња од екипите од странство. И ќе се најбитно од се ќе се дружат. Тие 4 дена ќе се дружат и ќе се забавуваат. Така и колку е важно да се створи оној надпреварувачки дух уште од најрана возраст кај децата. Видете, со многу други тренери од други школи сум разговарал на темава. Имаме различни мислења и ставови. Мојот став е дека сите тие викаат многу се мали, остај ги да уживаат, да играат. Да, точно е дека сите се запишуваат на фудбал да уживаат и да играат. И ние се трудиме децата да уживаат кога ќе дојдат на тренинг и да играат, меѓутоа покрај тоа сепак ги учиме дека мора да имат надпреварувачки дух, мора да сакаат да победуваат, да не им е сеедно, бидејќи не мора да станат професионални фудбалери во иднина, значи во било која сфера од животот, значи мора да знаат дека треба да се борат и да се изборат за нешто, дека ништо не доаѓа лесно, дека само со напорна работа, со труд, не мора да биде фудбал во било која друга професија, само така можеш да успееш. Така што тој е нашиот став. Покрај забавата и покрај тоа што треба да им биде интересно, ги учиме дека мора да имаат надпреварувачки дух. Сметам дека не се дека не се мали за тоа, значи од најмала возраст мора тоа да го знаат ако сакаат да се бават со спорт. Да, верувам дека тоа им го пренесувате, нели децата веќе го имаат разборно. И кои се вашите очекувања до она што следува и она што ќе се случува од 5 до 8 јуни? Па пред се сакаме да помине во дружба, во пријателска атмосфера. Ги повикам сите родители и учесници кои што ќе бидат таму како поддршка на своите деца и на своите екипи да навиваат фери коректно, за да нема притисоци врз децата, да нема несакани инциденти, бидејќи првичната цел на ланскиот турнир што го организиравме беше тоа. Игравме надпревари на ФФМ детска лига каде што имаше изолирани неколку немили настани инциденти помеѓу родители. Сите деца после таа завршен турнир беа некако под стрес и така настана идејата да организираме турнир каде што ќе биде све смирено во пријателска атмосфера со дружба и децата ќе уживаат да играат фудбал. Значи целта на нашиот турнир е и оваа година да биде така. Се надеваме дека сите тие родители ќе бидат разбрани и дека нема да има непотребни инциденти и ќе ги остават децата, сепак децата најдобрите игри ги прекажуваат кога не се под притисок. Кога немаат притисок од публика, дали било од своите родители, дали било од туѓите, тогаш можат да прикажат и најдобри игри. Значи да ги оставиме децата да играат, да уживаат во фудбалот, така ќе го извадат најдоброто од себе. Да, секако е еден апел нели до сите навивачи кои што ќе бидат, тоа што сепак се работи само нели за детски турнир и дека треба децата во најдобра можна атмосфера да играат и секако со позитивна мисла. Јас ви посакувам да имате успешен турнир и се надевам дека овој турнир веќе прераснува во традиција, па така што ќе имаме можност да го проследиме и наредната година. Секако, наша идеја и цел е овој турнир да стане традиционален, со се поголем број учесници и од земјата и од странство, значи со се сериозна и поголема организација, со
посилни екипи, значи годинава ќе има најдобрите екипи од Македонија, ќе бидат многу сериозни екипи, ќе имаат странства, значи гиганти како Левски, од Спартак Суботица ќе бидат Србија, така што секоја година се повеќе и повеќе се шириме да прерасне во една убава традиција каде што и децата и родителите сите заедно ќе уживаме. Ви благодарам. Благодарам и на вас на поканата.